Нешто плюс со КТ, почитувани гледачи, се наоѓа през зградата на Македонската телевизија. Очекуваме денес интересен гостин. Следниве 30 минути ќе се дружиме сите ние со најпрепознатливиот лик на македонските приказни. Станува збор за Шенка Колозова. Веќе очекуваме, а и Шенка доаѓа. Веќе е пристигната. Така, точно Здраво, на време, живо. здраво, убаво сончево зимско, меѓутоа убаво сончево утро. Убаво. И мислам дека убаво ќе се дружиме денес. Се надам. И ќе откриеме многу работи за тебе, кои што нашите гледачи можеби не ги знаат. Може би не ги знае. Така, затоа што ние навлегуваме малку и во интимата на познатите. Знам, ама Многу безброј мејлови Кога стигна на нашата адреса, токму Бара, на адресата на Нешто плюс, значи бара токму средба со Шенка Колозова и еве јас им го ветив тоа, малку подзадоцнив, ама не заборави. добро сега. Од оправдани причини, нели? И ти работиш многу. Сега ми е веќе полесно ако веќе барале. Так, искрено. Ако некој така е. барал да ме види, затоа што ако се сеќаваш на првиот договор беше ама зошто ме викаш, што ќе кажам, веќе 100 пати сум била на телевизија. Така, меѓутоа се истото го повторувам и така. Дури бараат ветувања на Facebook или на нашиот Добро. мејл од мене дека Шенка ќе биде Добро. наш денешен гостин дома. Ќе биде сега. Еве. Одиме во Македонска телевизија, таму не чекаат твоите колеги, затоа што веќе снимаат. денеска се снима, јас немам денеска снимање, ама имам Имаш со договор. нас? Имам договор. Така. Со вас и со нив. Така, одиме во Ајде. Македонска телевизија. Ајде. Почитувани гледачи, поздрав до студиото и Академијата Леонтич, кои што се грижат за мојот изглед и секако поздрав до пријателите на емисијата Нешто плюс ОКТ, тоа е Тримакс. Овој пат за нашата гостинка домаќинка Шенка Колозова секако подарок од Тримакс во убава папка, меѓутоа јас ќе покажам прво што има, навистина убави работи ти одбрале. План на град Охрид. А мојот Охрид. Да, црква и манастири На Велестово не ми ставили. во Македонија. Значи цркви и манастири, каде се снимаат приказните. И туристички водич на Охрид. Така да внатре може да се најдат убави работи. Јас можам во Ноке, Охрид спенкалце. и без книгава да бидам туристички Така. водич. Оти полојне живот тамо ми поминува. Така, еве, повели, тоа е се за тебе од Тримакс внатре во папката. И нешто да се подзапишуваш, нели? Користат тие работи секогаш. Ноте, Мислам Да. дека внуката многу ќе се израдува. Ке се израдува, Сите така. вакви што ги имам, ми ги има уништено. Со се пенкалцат. Со степенкалката, да. Значи, зема и уништува. Шенка, да одиме за нашата прва редовна рубрика, насловена лична карта. Значи, кога и каде си родена? Многу одамна сум родена. Во Добрево. Така? Тоа е село близу до Пробиштип. Таму се наоѓа рудникот Злетово. И јас сум родена таму, мајка ми и татко ми не се од таму, затоа што во тоа село имаше една колонија рударска, да кажам, неколку куќи кои што беа државни, во кои што се Значи, живееше. службено бевте таму? Да. Татко ми таму работел, мајка ми е од едно многу убаво место, од Лесново, Така? познатиот Лесновски манастир. Штета што не носам, брат ми има напишено за Лесновски манастир една многу убава книга, па јас да ја подарев на тој магаси. Добро, друг пат, во друга пригода. И така таму. Кога си родена? Која година? Па ајди датумот. 47. Јас сум 1.2.1947 година. Така, значи оваа година што доаѓа? Оваа година што доаѓа, многу години ќе наполнам, нека смета кој знае математика. Така да направиме? Добро. Веднаш ќе рачунаат луѓето. Да. Родителите живееле таму, како кое дете си поред родена? Како последно и единствено дете од моите родители. Затоа што моите родители се земале како вдовец и вдовица. Мајка ми го донела брат ми најмалиот, татко ми веќе имал и синови и керки кои што биле бајаги возрастни. И само јас сум природена кај нас, се вика тоа. Така е. Така, Колку години природена. тогаш имала мајка ти кога те родила? 26. А 26 си вдовица веќе.
Веќе вдовица, тоа е една тажна приказна, не знам дали е пригодна за емисијава. Со многу мало детенце останала вдовица затоа што нејзиниот маж не бил партизан, туку помагател во војната и бидејќи бил упатен во многу нешта, еден ден по завршување на војната го наоѓаат мртов и прогласуваат дека не сакајќи со пушка се убил, не сакајќи, чистејќи ја. Мајка ми остана со мислата до крај дека не е така. Дека не е така. Основно училиште, каде учиш и завршуваш? Основно до 4-то оделение во Добрево, после немаше. Така? Во Пробишти подевме ние. Сега ни беше многу лесно на сите од таму да одиме, затоа што голем дел од работниците, од службениците живееа во Пробишти, па работеа таму во Рудникот и имаше редовен превоз рано наутро и попладне. И ние сите ученици патувавме заедно со луѓето што одеа на работа. Так. Значи, натаму одевме некаде кај 7 саатот имаше неколку автобуси. После кога доаѓа за втората смена да ги носат, а да ги земат од првата, се враќавме со нив. Кога завршувавме рано, кога бевме веќе поголеми, тоа е многу близу до Пробишти. Вака напреку е 3-4 километри и одевме и пешки. Мене многу често ми се случуваше да не стигнем автобусот да го фатам затоа што ќе се успијам, па трчајќи одев, а среќа натаму одејќи дека Пробишти, тоа е многу надолу, па вака се спушташ и стигнуваш и така. Средно училиште? Средно во Пробишти. Исто во Пробишти завршуваш? Во Пробишти веќе и живеевме после, ние се преселивме во Пробишти. Да. Кој средно го заврши? Средно, тогаш беше средно. Гимназија беше тоа, немаше вакво, такво, онакво. И потоа се запишуваш на факултет? На факултет веќе бев со 2 деца родени. Така, значи подоцна? Подоцна, многу подоцна. Значи средбата е тука со Ѓорѓе, што му рече 2 деца? Не. Предходно е, значи, пред факултетот. Јас мисля предоследно, значи одиме редоследно. Не, пред тоа. Значи средбата со Ѓорѓе? Средбата со Ѓорѓе во Штип беше. Јас веќе работев таму, тој дојде да работи таму. Таму се запознавме. Кој кого прв биде? Не знам. Веројатно јас прво, затоа што ја гледав аудицијата на новите што требаше да ги примат, а ние таму демек веќе сме во театарот и сега ќе ги гледаме како. Така, значи ти го регистрира твоето око? Да, го регистрирав затоа што многу добар настап имаше прво и веднаш знаев дека ќе го примат. Значи одведнаш бил впечатлив? Да. Рана. Да. Колку години имал тогаш Ѓорѓе? 19. А ти? 20. Многу млади на вистина, и двајца. Дури и неполни 19 и неполни 20. И како одеше редоследно? Во која смисла? Тоа време, па мислам дека не било како сега, нели, девојките што се преземаат први чекори. Не. Си чекаше ти? Тој да преземе акција нешто? Не си чекав и јас. Ние бевме многу добри пријатели цела година. Многу добри другари. И јас не очекував и немав ни во обзир, нештата се случија сами. Од себе премногу почна да се дружи со мене, непрестано нешто му требав и сватив дека има и нешто друго. Дека има и нешто друго. Не е само како колега. Колега и другари. Колку време бевте во врска? Многу е необична приказната. Не е се закажување. Ама добро. Затоа е нешто пусо кате, некои работи што досега не се кажа. Ние бевме за тоа време, со самото тоа што сме решили да бидеме глумци, веќе не сме биле обични за средината. Ние во тоа време решивме да живееме заедно, невенчани. Да не се враќам сега 100 години назад, затоа што Ѓуко немаше средно школо завршено, го напуштил средното школо за да стане глумец, не можел да издржи. Кога тргнал од дома, рекол јас станам Петр Прличко. И мислел дека право на филм ќе оди и ќе снима. Сега, кога помине таа една година во Штип, во која што беше со договор, и кога јас требаше да одам за Куманово, тој не сакаше никако да остане во Штип, ни да потпише договор, сакаше да оди со мене и готово.
И во Куманово ние живеевме заедно, он беше... Значи, ти имаш ученик со тебе. Он беше ученик и јас имав средношколец со мене, го завршив средна школа, го испратив на академија, го изучив и така натаму. А ти не отиде по неговите стапки? Јас веќе бев бремена, он се запише на... Аха, значи со првото дете? Да, со првото дете веќе бев бремена, некој требаше и да работи за да може другиот да учи. Така? Да зема некои средства, значи, некои пари, требаше со нешто. каде? Дури и да не бев бремена, не значи, можевме двајцата, не можевме двајцата никако. Првото дете ви се раѓа во Куманово? Во Куманово и првото и второто. И двете? Најубавите години од животот, ако се тоа најубавите години, ги поминавме во Куманово. Тоа не е малку, тоа се 15 години. Не се малку, на вистина? Не се малку. Така. Сами живеете? Помош имате од некого или? За чување деца или најмногу кога ми требаше немав никаква и од некого помош, затоа што бев во Куманово. Така, твоите ќерки се викаат? Катарина и Кристина. Катарина и Кристина, така. Катарина се вика Катарина затоа што и двете баби беа Катарини, а бидејќи се и двете во октомври родени, мајка ми тврдеше дека треба барем на иста буква да им почнуваат имењата, затоа што едната е на 15, едната на 20 октомври. Значи заеднички роден ден? Да, 3 години се разлика, па да биде на К, ако веќе не нешто како близначки, нешто така и така. Кристина, мислевме на К и Кристина излезе и така. Така. Значи 15 години во Куманово, потоа? Потоа во Скопје. Џоко беше цело време во Скопје. Во Куманово живеевме, патуваше после академија. Така. После една година од прилика. И стана Петре Прличка, така? Интересно е, че ти веднаш мислел филм ќе снима. Да, мислел дека веднаш оти... Па младост е тоа. Да, младост е неупатеност и многу тешко сето тоа што го направи многу тешко, затоа што сето тоа го направи сам. Остани на спиење, па ако треба ние двете за ноќ будни, ќе се седиме, ќе издржиме една ноќе, неќе умреме за спиење, да преспиеш. Вие да си спиете убаво. Ако чуете од утроба нешто, некој зборува, оди по собите, вие гајле да си немате јасно. Значи таков ми е табиетот. И па добро. Ако сега не ви пречи тој мој табиет, јас... Да останеш. Голем мерак ќе ни направиш. Затар на домакинот мој, на другарот твој, заедно што се поракнале. Не, Господ. Не плачите, не плачи. Добра, ајде. Ќе останам, нели е така, ќе останам. Така ли беше или не беше? Така беше, ама мене зијанот ми е голем и барам да ми се платат 300 гроши. 300 гроши и да ми се платат тука. И каде е тој што треба да ја плати глобата, а? Каде го нема? Кај го се? Ама за тоа сме тука. Која работа беше? И каква работа имаше да што не можеше да... Да го кажам, текстот ме гоце. Чекај. Имав една работа, не можеш да дојдем затоа. Така нешто. Каква работа имаше? Ева! Можеше да дојдеш да стасаш нас. Барем компир. Имам луѓе, ми ја копаат големата нива. И морав да ги сварам компирите сега и да им ги однесам да ги посадат компирите. Ако не ги посадеа денеска, ако не ги треба, не, ќе треба утре пак да им плаќам на луѓето да копаат. Абе, гај си видел варени компири да се задат. Уште ќе чека да им пора. Кажи ја Димко. Кажи, виде варени јајца да се стават, под квачката да се чека да се испилат. Кажи ме Димко. Па и сега човекот, ако нека ги посади компирите, па ќе чека да му пораснат, ќе си ги собере, ќе ги продаде, да ќе ги врати 300 лири. Бидува ли така? Гроши, не ли? Гроши. 300 лири се многу. Димко. 300 гроши за многу јајца. Ти се мислеше за многу ме, а? Сепак треба да си толку умен, за да знаеш кои не се другите будали.
Разбира? Тоа последната каква е Томи што го допишал? Чекај. Сега, ајде си одите си. Да си одиш сега, отиќете глобом за ден губење. А ова е сега да си одите и вие и чувајте се од вакви што се прават многу умни. И не знаат оти тугите пари имаат остри заби. Тоа не е може. Ова ајде просто не е твое. Другото е мое, ова последното не е. Браво ви велиме на колегите на Шенка и делот од македонските приказни. Ние сме дел од Нешто плюс Кате, а ова што го слушавме досега беа зборовите од Шенка. Еве а Кате. Јас сум гостинка, а вие сте Нешто плюс. Ај сега. Ајде Нешто плюс, Ванчо, кажи нешто. Кажете и да се одите, да не ви пата глобата. Немаме ние. Ајде да кажете неколку убави зборови за мене, кога ќе умрам да га пуштате да си. Ама убаво. Не, убаво, току искрено. Искрено, каква е Шенка? А искрено, Ванчо, немој да кажеш. Ајде од Ванчо. Не барталте ме на искрено. Искрено ќе збориме кој ќе умре после, сега не. Изложи сега нешто, ајде. Па еве, со години се работуваме со Шенка и мислам дека Шенка, за разлика од другите што мислат, јас мислам дека она и самата вели понекогаш многу сум стара, јас ја гледам како девојче. Искрено, ова беше искрено. Браво, ама се извади. Се извади, навистина. Не се извади, покажа дека не треба да биде искрено. Види, што му е во душата, тој си кажа што мисли. Иако е лага, убава лага, а јас сакам да кажам кој е ова прво. Јас го знае публиката, ама сакам јас да кажам за Горан Илич, кој што за мене секогаш е Гоце, затоа што го знам уште пред да тргнем на училиште. Во Куманово кога отидовме под Кирија, Кога зборувавме за Куманово, баш во нивната куќа? Во нивната куќа, тој беше или не беше во школа, или прваче беше нешто така. Ти го знаеш. Гледаше дека ќе биде глумец уште тогаш зашто не му се учеше. Ајде сега горе. Само јас го викам Гоце. Тоа што сака да го кажам, го кажа Шенка. Она е една од најголемите виновници што станат глумец. Ама добро, и ти сам си најверојатно виновник, си бара Зошто па виновник, зошто да не заслуга? Да, не. Да, заслуга. Мислам, јас сум задоволен од тоа што го сработев, од тоа што го научив од Шенка, од Ѓоко, пошто тие нели ми беа првите учители и многу битна работа и за мој развој нели во живот. Знаеа да бидат и строги во тоа време. Сега понекогаш ми фали некој да ми каже, да. И како, кога вика? Беше одамна. Да, ама мислам дека тоа е потребно во тој период, пошто тоа е како вајање, нели? Така, обликување. Одзимање. Нели една голема карпа и се одзема од неја и се прави фигура. Не е со додавање тука. Со одземање. Како што кажа Шенка, нели ја имам голем талент за нешколо, за све друго, само не за школа. Сега со не со мака, со сила ги учи текстовите. Нели стихотворби тешко учиш. Да, така. И најмладиот колега, да. Го гледавме во минатата емисија. Така, скоро. Доста му е. Ако има, нека каже. Многу е убав дотеран денес. Да. Секогаш сум најубав јас што. Сега не си баш секогаш, ама. Иначе, тоа што сум виновен си сум јас, што си сум глумец, што си станав, а тоа што сум во приказните, за тоа е виновна Шенка. Јас само виновен, заслуги сум. Така ги почна. Без никакви заслуги, само вина. Така, да не бараме вина и заслуги. Значи, прашањето е каква е Шенка како колешки и како соработник? И како човек кој што ги пишува сценаријата? Феноменално. Кара, вика, вришти или само се смее? Затоа што со мене барем овие денови кога се средуваме, секогаш е ти како што рече, како девојче. Трча, се движи, работи, организира и секогаш насмеена. Па, Шенка, јас мислам дека главна работа кај неја тоа што она мисли пред време и кога прави подела и кога ги дели улогите, тачно знае да кого се однесува тоа. Мислам да го пишува. И така да тука ние на терен немаме проблеми со неја. Значи се оди лесно, така?
Па, кој е А кога треба некого да подчукне малку? Кој му дал Господ? Така, а кога треба некого да Само подскара? понекој. Не може вака да се облечен, пресоблечи се, слечи го појасот, облечи друг појас и такви работи. А тоа е Оно како женско. Чини, затоа. Да, затоа и Некој треба да кажуваме, внимава и на тоа. Па дека внимава и на тие работи. И Затоа сме ние и костимографија. така, затоа сме и во гардеробата, ќе зирнеме и ке костимите. Важи? Ќе ги оставиме нив. Ајде, продолжувајте да работите, да не ве карам јас во име на Шенка. Кажи ми, Ѓорѓе, кога се облекуваше за снимањата, кој го имаше главниот збор? Кога е гардеробата во прашање? Тој си го имаше главниот збор, беше најважно да биде широко, да не го стега, Комотно да и се горе, и чувствува. долу, и се, и јас бидејќи знам, публиката тоа не може да го забележи, може би 50% од приказните се во истите панталони ги има и снимено, затоа што овде не го собираше, или овде ако го собираат, овде му се тесни, а сакаше да се чувствува комотно, и тоа се некои 2-3 пара панталони кои што јас му ги сошив. Значи Шнајдерка? Да. По потреба, каже. Да, баш сум шиела, многу сум шиела. Навистина? Навистина. Ова е убаво нешто што мантили. за тебе што не го знае. Да. Дури сакав, ама веќе не ми се фаќа едно прекрасно костимче саме што сум го сушила, сакав да го облечам, ама не успеа сукњата никако да влезе. Значи само на себе? И сама на себе и на децата. Децата биле секогаш, керките биле многу задоволни во тој поглед, затоа што секогаш најчесто носеле што го нема. Значи нешто модерно, интересно. Не мора да е модерно, важно така не изгледало. е купиле 5 девојчиња па во истите се, туку баш тоа што ќе го направам, друг го нема Значи ти го шиеш, меѓутоа и го смислуваше ти? Па во главно. Значи креатор. Да. Браво. А љубовта за пишување приказни од каде? Љубовта за пишување. Сето тоа беше седи и пишувај Шенке. Наредба? Наредба беше. Од Клозов се знае. Од домаќинот. Он беше Царот и кралот. Цар. Епа ние така го паметиме сите, нели, Некој царот. движечка сила беше. А инспирација бараш нешто од секојдневниот живот што ти се случува или? Во приказните? Да. Не. Дури не станува збор за инспирации тука, а во главном се приказните прочитани. Значи прочитано, па сработено. Или чуено, прераскажано. Ретко, значи... многу ретко измислено или да речеме тема од филм па преработена како приказна, ама суштината е таа. Во главном сето тоа е прочитано. Интересно е навистина овдека, одиме понатаму. Кај да одиме сега? Одиме понатаму. Ајде да видиме кај ќе ме Да. Шенка, еви излеговме и ние малку да прошетаме. Да искористиме убавото време денес. Да прошетаме. Так, и да прошетаме. Ти ми кажа во муабетот дека претходен, дека многу често шеташ, ги шеташ миленичињата домашни. Значи откриваме на нашите гледачи дека имате домашни миленичиња. И кучиња и мачиња, мачката што ја имам беше полужива кога ја најдов, толку многу беше повредена. А ја излечив, ја носев по ветеринари ваму таму, сега е без опашка, зашто мора да ја исечат и беше веќе мртва опашката, што беше повредена. Така, нешто друго позитивно за тебе? Се грижиш за твоите внучиња? Се грижам. Кукавица? Се грижам. И како се вика, да ги спомнеме? Есидора е поголемата.